Веќе 2 месеци учениците од седмите одделенија, поделени во 3 групи, работеа на проектот Македонски од 19 век. Нашата група истражуваше за Григор Парличев, живот и дело. Животен пат, роден во Охрид, 18 јануари 1829 година, едно од најголемите имиња во македонската литература во 19 век. Литературно дело во 1860 година со поемата Сердарот о Арматолос победил на литературниот конкурс за најдобра поема напишана на грчки јазик. Како награда добил Ловоров венец и парична награда. Втората негова поема е Скендербег. Во неговата автобиографија го раскажува неговиот живот пун со беда и страдање, како и неговата предана борба за националната прерода. Сердарот е најпознатото дело на македонскиот поет и прероден Григор Парличев. Делото е напишано во 1860 година, а на 25 март истата година тоа учествува во надпреварот за најдобра поема на грчки јазик, што секоја година се одржува во Атина. Пија добива наградата од Ловоров венец, како и паричната награда поради силниот впечаток што ја оставила ова поема. Прличев бил наречен втор Хомер. Наградата не останува долго во неговите раце, затоа што одбива да се изјасни како грк и да ја прифати стипендијата за студии во Берлин или Оксфорд. За успехот што го направил со Сердарот, Прличев својата автобиографија ќе каже: "Тогаш усети во мене неописиво волнение, како што никогаш не сум усетувал. Тогаш никој не би ме познал. Бев надвор од себе си, очигледно мој беше венец." Карактеристики на делото. Во основа во Сердарот се раскажува за смртта на македонскиот херој Кузман, кој ги заштитувал селаните од бандите на гетите. Дејството во оваа поема се случува под средината на 19-тиот век во Западна Македонија, односно регионот помеѓу Галичник река и селото Стар. Писателот Борис Вишински во својот предговор кон второто издание Арматолос истакнува: "Тоа е поезија на еден народ што се бори против угнетувањето и против силите на злото. Поемата е проткаена со љубов кон татковината и базирана во змотивот на народната песна за Кузман. Капиден, темата на поемата се развива во 9 делови. Првиот делот 9-4 стишија со рима по 2 стиха, известува за смртта на херојот и битката. Во вториот дел се јавува мајката на Кузман Капидан и таа очекува да се врати кај синиот син. Таа е вознемирана зашто сонувала како се руши куќата. Во третиот дел пријателите ги носат посмртните останки на херојот и започнува плачат. Се слушаат прископници од Галичник во река, алузија на жалоста на народ. Прископници се слушаат од Галичник во река, што тешка несреќа ги збра. И мажите и жените та гласи и тажна ека, и навева сал коп и зла, а тоа ги потресува и непријателите. Четвртиот дел е прикажана борбата на Кузман, кој ги растера напаѓачите и неговата смрт. Во петтиот дел напаѓачите му даваат почит на Кузман со тоа што се запомнале дека нема да го напаѓаат неговиот дом. Мајката на Кузман ја отфрла за клетвата и бара од напаѓачите да не го напаѓаат повеќе народот на река. Непријателите се согласиле на барањето. Во шестиот дел на профањето на мајката на Кузман и преку неа се дознава родословното дрво на херој. Во овој дел се забележува лицето на калуѓарката Цвета, која без солзи ги помие критики херојот како спротивен елемент на ликот на мајката. Во седмиот дел мајката на Кузман наредува да се донесат и другарите на гербот и тие да се закопаат со сите почести. Во осмиот дел сцената се одвива во домот на спашеницата на Кузман. Деветиот дел е крајот на делото во кој се истакнува вечната слава на Кузман во иднината. Преку
подсетите на неговиот гроб од страна на неговата свршеница и преку пеењето на слепиот пејач. На гузла двоструна, свирејќи покрај патот седнал, го пее овој просјак се, а јас пак прост да пишуваш, и минејќи тука еднаш го запишав од ред до ред. Значи, Григор Прличев, најголемото име на македонската литература во 19 век. Тој е писател кој Македонија му е љубов и судба, и волка и оче, и неопходност, и тага, и лутка и гроб.